ни е рибник. Со водопад 6 пати паја водата за да им прекисла. Растите се тука? Да, мислам дека се сите. Ама не беше. Еве ги овие јапонскиве кои, тие растат до пола метра и како растат, се поинтензивни им стануваат боите. Сега се префрлени во малиот рибник зашто правиме дезинфекција на тој. Лелеко проđe. Украсни рибчиња, да. Да, овие се украсни риби. А сега храна им стави? Храна им става се? Да, храна. Овие конференцијска за така. Само другари договори да паѓаат. Добро, ова ние се друга работа. Околу конгресот и нешто околу Македонија. Влезете, Наташа. Ајде, на бrzina. Стани вика сега ќе те бенеси. Ова не е конференцијска, горе е символот на вечноста на смртта. Доле е символот на вечноста на животот. Еден затворен круг кој што е. Како? Што се разликува? Смртта секогаш врти на лево, еве ја смртта. А животот врти на десно. Сите, ова е дело на Валентина, уметничкава. Го имаме во бронза надвор, тоа што го видовте. Сите што ги гледате штитови, униформи, се што гледате овде, автентично постои. Значи во просторот, дел е тука, дел е на бродот. Значи се постои. Сабиите, еве сега прави една нова сабија, имаме ваква. Ова е најопасната сабија, што светот ја призна на Discovery имаш, Александар Македонски е имал. Еве го Александар, еве со истата сабија. Значи еве му е сабијата, тука е малце пократка направена, но према големината, нормално. Ради тежиштето што е ова, тежиште тука, кога ќе замамнеш, ако не си воин, главот ќе те боли, ако силно замамнеш. Со еден удар, покажува на Discovery, полутка од прасе ја сече на пол. Глава лета као шава, као да не си поминал. Значи еднаш да удриш ради тежиштето што е малце видно вака. Значи тоа знае. Тоа е прохром. Го везувавме специјално за правење на овие саби. Сега што го гледате дека постои светот ќе остане вакво свето. Не регисува никогаш. Не таму, многу е. Многу, може човек да се бричи ако сака. Нема што зова да го избричиш. Нас во Русија сами су ги тестираме дали сече вака. Така, дали сече така. Па добро, да. Добро, сече. Сече многу е опасно и нема играње. Ајде, бабичке. Не си влегла во канцеларијата? Јас викав резиденцијата. А ти си влегла? Да. Добро. Тоа е тоа. Идеме во централна Македонија. Одиме под Јакупица, значи тоа е Венец. Караџица, Даутица, Јакупица на Даутица е Солунска глава, знаете? Тоа е највисок врв на планина што е наша, не граничи со никој. Значи ние сме под втората по големина 2112 метра Јакупица. Еве. Значи Јакупица одиме, сега поминуваме низ Теово, Согле ќе ни дојде и потоа одиме Бистрица. Вртиме пред Богомила за Бистрица, ова е манастирот. Точно под Јакупица сме како обсерваторија е. Значи обколено е со Венец на планини и ноќе се гледа целото небо. Значи може, нема да ви се верува, значи гледате небо звезда до звезда. Бидејќи е 2112 метра планината и точно доаѓа како обсерваторија во, да речеме, на Порторико, што е најголем. И ние се наоѓаме точно тука. Од селото е манастирот 1600 метра горе во планината. И таму доаѓаат само поминува некогаш овчарите, доаѓаат луѓе што собираат чаеви, печурки, сега веќе бидејќи нема чај. Значи нема монаси, манастирот е многу специфичен, интересен и убав. Ќе видите сами. Значи одиме таму, оваа карта е многу убава, веќе е стара, со години е тука, ама е
добра за да може да види. Утре одиме на водопадите на Бабуна. Ќе одиме на изворите на Бабуна, секој ќе се понесе шишиња. Колку сакате, 1, 2, 3. Таа вода што ќе ја пробате нема да се верува. Тоа доаѓа од Солунска глава. Над изворите има пештера на 15 метра. Ќе влеземе во пештерата 20 метра. Влегуваме внатре и внатре слушате звук од огромен водопад. Значи од Солунска глава водата паја во пештерата и после излегува во изворите. А под изворите на едно 10 минути одење ќе скршнеме лево и тука се водопадите, овие водопади ќе ги видите на Бабуна. Водата што ќе ја пробате таму нема да се верува, како вода на безсмртност е. Седиш, пиеш, не можеш повеќе од 15 секунди раката да ја држиш, бидејќи нормално. Тие се подземни огромни резервари во Солунска глава, кај што има мраз и сега, се уште. И кога излегува е толку многу ладна, што едноставно, ако ја држиш 30 секунди раката, не можеш да ја собереш. Тие вкочанета од студ, од ладна. Ова е мостот на Бабуна, многу познат римски мост во Богомила, значи на Бабуна е во Богомила, ќе поминеме и преку него, ќе го видите утре. Ќе одиме во рибникот во Нижилово, од таму утре ќе земеме риба, ќе направиме во манастирот Гравче и ќе јадеме утре пастрамка, значи од Бабуна. Најубава пастрамка што може да биде, значи од река. Тоа би било тоа, ова е Солунска глава, затоа ќе одиме друг пат. Значи ние ќе одиме, ќе се приближиме кон Солунска глава и ќе ја видиме. Ќе направите многу убави фотографии со Солунска глава. Многу убаво нешто ќе видиме. За да се качиме горе, треба 2-3 дена да бидеме тука. Има многу јако пешачи. Тоа би било тоа, можеме да одиме. Ова е Богомила. Предходно беше Папарадиште. Тоа беше Купица. Ова е манастирот Свети Петар и Павле во село Бистрица. Ова се панаците. Ова е манастирот. Ова е селото Бистрица.
позадината се гледаат неколку венци на планини. Преку 7 планини или преку 9 планини. Мислам дека храна инсталација. Знаеш ли кога ти дека ми че жената ставија да Дај им ножет. Има бита со сирење и со месо. Ја сечам се тоа со месо. Кој се? Лубеница. Како го везеш кој? Диња. Сирење диња и сечење рефлекши има тука. Со месо да сечам. Сака нека со месо? И сече па кој што сака ќе се сече. Сечи ниче па Ето да, уште да земем. Ево. Кој сакате? Дојдете кој сакате со месо, земете си ценјерчиња. Да, земајте си. Ова е шведска работа. Па и со сирење и со месо. Кој што сакате, нема проблем. А од трета? Може како. Има, не можеме да изедеме, добродошле. Така касне да јадеме, се доѓавам кон Манастирското Петар и Павле. Ова се конаците нивни, овие се нови конаци, овде им е ова им е мензата. Околу 1000 луѓе на Петровден доаѓаат, посетуваат од цела Македонија. Специфичен е по многу работи, ќе ви кажам зашто. Крие некои тајни планинава, затоа што уште кога е основана Македонија пред скоро 3000 години, аргијадите ја основале и кога тргнале по Вардар од Вардар, по Црна и Бабуна и стигнале дел од нив тука. Значи, потомци се од време од Александар Македонски дел од луѓе. Значи, доаѓаат и ја одбрале оваа планина затоа што Сунска глава е висока, ова е попитома планина. И прво биле во селово, кога дошле турците се качиле горе и распрскани куќи има и потоа повторно се собрале доле. И сега селото се вика Бистрица. Значи, тука се неколку села. Бистрица, Богомила, Нижилово, Радиште, ќе одиме утре, ќе ги видиме сите. Добродошле, ви благодарам на се. Еве, нашиот писател Ангелина Маркус ќе каже 2 збора да ни ја почести трпезава. Драги мои, можам да речам деца, потосно внуци, како ве гледам сите млади, способни, енергични, сите личите на Ниче. Нека му е со среќа животот се го живее, особено сега, толку интензитет и толку успех, дојде и организира прослава на годишнината на Александар Македонски во Музеот за борба. Беше многу активен и одлично беше подготвен Светскиот конгрес, годишното собрание, и ако почнеме така, ја издаде книгата, што сега веќе ние имаме на раце, и се тоа за месец и пол, еве и сето ова што сега го имаме, тоа е неговиот благослов, кога се родил,
дошле на речничите и го посипале со дарби. Тие себе излегуваат се повеќе и повеќе покрај него и ние да сме сите благословени и среќни. Благодарам. Дали случайно сака некој да ме праша колку сум платил за пофалбите? Ое, билдање се на его. Пријатен вечер. На оваков тип на колонија прв пат учествувам и мислам дека е уникатна, затоа што никој не го прави ова. Не можемо. Како што Ничев знае да организира и да ги собере луѓето. Па благодарност до Ничев. Благодарам. Да сте живи и здрави. Еве, представете се чисто да се знаете, да не ме представам. Кратко, со име, презиме, кој кај работи, што... Јас сум Марија Шполјар. А ево, Наташа Димовска. Наташа Димовска ни работи во пошта, она ни ги средува работите, се што треба за праќање книги по диаспората. Јас сум Милосковски Карпош. Уникатно, Карпош, не можеме да решиме. Иначе пензионер. До Анка ни е Станимирка, е еден по еден. Еве ни е Станимирка, после Станимирка кој ни е? Владимир ни е. Владче, од кај доаѓа? Од Неготина доаѓа Владо. Јас сум Антонио Манилов од Свети Николе. Од Свети Николе, убав град. Автомеханичар по професија, моментално сум возач. Браво. Свети Николе има нешто многу интересно, ќе покаже нешто многу јако. Јас сум комшија. Работиме на тоа. Повелете. Јас сум Ана Николова. Еве да слушнат. Значи, ако може само за да се представиме малку тишина. Јас сум Ана Николова, професор сум по македонски јазик и книжевник. Се занимавам со трговија и понатаму за сега, љубител на се што е убав пишан збор, секој тип на уметност, воопшто на љубовта. Браво, браво. Ова ни е, И ви дали благодарам Бор... што сум дел од ова. Да, благодариме ние што не почести да дојдеш. Ова ни е, дали Борка? Патриција. Истинското име, еднако на Фейсбук ми е Патриција Вело, да знаете си, да мислам да не види, значи некој знае, некој не знае. Така, соработуваме со Ниче и тоа. Представник ни е во Гостивар, околу книгите и околу тие работи. И доста е активна да прави убави реклами. Овде имаме уште еден автор, писател. Да, јас сум Бобина Пејковска, професор по филозофија, логика и етика, ама се седам дома, се дрдырам во празно. Пишувам. Нема работа, да, пишувам сега, еве, го дадов вториот роман на лекторирање и најверојатно почеток на октомври ќе ве чекам сите на промоција. Иначе книгата ми е за Македонија од 14 век. Така, малку историја, малку фикција, повеќе љубов. Браво. Е, така. И верба во Космо. Браво. Манастир и црква. Браво. Ова е сопругот Златко. Златко Пејковски, професор на Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје, предмет месо и преработки од месо, порано држи предмет готови јадења и се што е во врска со храната. Иначе Златко ни е профи, ми изненади со комбиво за возење, ни бегаше како... Кој викаше брзо? Добро, јас сум научен на мотори, тоа ми е хоби. Да, веќе е моторџија. Долго време од 79-та возам мотори. Планинарењето ми е пасија исто така. Да се повелам, 3 пати сме се качала на Солунска плана. Од Богомила, Чеплес, Браво. таму. На Плавник сме се спуштале овака, не сме знаели, затоа стварно е многу опасно. Браво, да, опасно. Морам да ви... Многу го сакам овој крај, затоа и кога прочитав, а еве знае, стално му викам, сакам додам на Богомила Чеплес, ми вика, што бараш таму? Да не си заљубена, вика. Морам да ви кажам нешто. Господ да ги редал работите, не можел толку добро да ги нареди. Значи, еден човек доаѓа од Скопје, што си е професионалец во тој дел, си седна во комбиото со Бале и дојдовме тука здрави, живи, благодарам уште еднаш. Значи, стварно добар шофер, професионалец, затоа што со самото тоа што се качувате во едно возило, го подарувате животот на тој што вози. Ако тој не размислува, тоа е многу опасна работа. Така да, по трет пат, многу сум благодарен, затоа што немаше да ја исполним емисијата. Јас ке земев шофер од моите вработени, ке трнев еден, ке доеше, ама вака многу во испад. Повелете. Да ве поздравам јас. Јас сум Тања Јанковска Спировска.
дипломиран правник со положен правосуден, инаку работам како ревизор. И нели тоа не е толку битно, она што претпоставувам е битно за сите нас е тоа што ми се чини од самиот почеток, така од далечина го следам делото на Ниче. Првата книга едва ја чекав да ја земам во рака, најголемата тајна во светот, па дојде и втората, па ја и третата и се надевам дека брзо ќе дојде и оваа новата по која што ќе се сними филмот. Многу сум благодарна што сум дел од оваа колонија. Така, пред неколку месеци ми се јави жела, бидејќи јас сум, да кажем, асфалтско дете и асфалтско дете, ама таква желба ми се јави за природа. Браво. И дружба со луѓе кои што Во прав момент беше поканата. на оваа фреквенција, така да навистина многу се израдував кога искомуницирав со Бијана и па ми рече дека јас бев престекна да беше и само за еден ден, а го испадна супер. Така да поздрав за сите, а посебно сакам да ја поздравам професорката Ангелина, и еве да го замолам Господ Цета да ја даде здравје, бидејќи она ни е подвижна енциклопедија за македонската историја. Имаме многу луѓе што сакаат да дојдат, но некои луѓе ги познаваме и биле веќе има доволно мој, значи да ги познае по однесувањето и по телефон без да го видиш. Кога некој ќе почне да замара со целиот живот и почне да озборува и да меша и политики и милион работи, значи одбрани сте посебни луѓе и мислам дека многу убаво ќе си поминеме. Тука сме семејство, да знаете. Значи нема срам, што сакате, за јадење, за пиење, да прашате. Не постојат неодговорени прашања и нерешливи проблеми. Се што сакате ќе прашате. Прашајте се. Значи убаво е вака да си поразговараме. 2 дена од животот се многу, да знаете. Значи некои моменти ќе памтите, некои моменти се случуваат во миг, ама се памтат целиот живот. Ќе видите, значи овие 2 дена ќе има убави моменти кај што секогаш ќе ги памтите. Не зборам, оставам на вас да не ви создавам. Јас сум Митра Ивановска од Битола. Еве ние Митра ни е исто голем фан. Дури не изненадива колку професионално работи со компјутери, некој ги работи оној по стирањата, шокирани сме. Ние викаме како женава профи. А тој Браво. Многу. Прекрасно, браво. Многу. Значи сум фармацевски техничар во пензија. И откако ги најдов книгите, видов дека на телевизија. Прв пат. И јас исто. Книгите повеќе не ги оставам. Дури почна да ми се кинат. Ќе ти дадам нови. Не се ги чувам. Не ми ги украдува книгите. тоа. Книгите се мајле ми ги пратија. Тоа сум јас. Благодарам, многу благодарам. Многу позитивна енергија има си. Да, многу не пратите на Facebook и голема поддршка и вие и Патриција Бела. Фала на пофалбите. Не е тоа ради егото дека еве јас не знам кој сум, што сум, работате, правиме едно големо јадро од луѓе, бркаме една математичка прогресија, до сега имаме, се ближиме на математичка прогресија. Македонија према процентот на жители, околу 90.000 луѓе ни треба и потоа можеме да ставаме каква сакаме програма. Можеме Македонија да направиме една од најуспешните држави во светот. Јапонците исто го направија, значи правиме само програма, само ни требаат луѓе. Секој човек ни треба, што е барем просечно да може да ги разбере работите и затоа и делиме толку книги, значи многу книги се поделени. Секој што ќе се пробуди човек, значи додава енергија и само ја зголемуваме таа енергија и правиме едно огромно креативно јадро. А потоа нема назад. Никој не може да ја смени таа програма со ниедни пари. Ни Ротшилд, ни Рокфелер, ни Варвук, никој. Значи не може со ниедни пари на светот. Затоа што сега ни е достапен интернет, сега да кликнам еден збор, цел свет, значи на нашата страна ќе го види. Значи сега ни се сите можности дадени порано што ги правеа само одредени фамилии, манипулација во колективната свест преку медиумите. Се истото можеме ние да го правиме во позитивна смисла, тие го правеа во негативна, од причина да можат да манипулираат преку нивниот идол, измислен тоа е доларот. Иначе доларот нема покритие во злато, единствена валута и Америка е најзадолжена земја во свет, билиарди долари.
Сите војни што ги гледате е тоа да не падне доларот и да нема таму граѓанска војна. Затоа има напис пеко кај ѓаволот дома. Ако доларот падне, ќе видите најстрашната војна во што никој не може да сниме во светската историја. Живи ќе се изедат меѓу себе, зашто ние сме научени и без јадење. И сега да не јадевме, ќе преживееме. Тие не се учени. Јас 86-та прв пат појдов во Калифорнија и она што видов бев изненаден. Значи, они веќе не можат да преживеат без удобностите на кои се навикнале. Ние можеме. Тука имало војни. Македонија била раздор, јаболко на раздорот и нашите предци преживувале со оцети со лепче, хенадрови и лукче и ќе преживее. Ние веќе го имаме тоа во генот. Јас овде можам да преживеам, има све овде, јаболки, се има, се. Значи сега слободно да останам тука цела година ќе преживеам дури зимниот период. Не можат тие да преживеат ни еден ден. Значи доларот е причината за сите војни во светот. Наскоро, значи... Јас мислам дека нема ни духовност. Македонска работа... Тоа е посебна приказна. Тоа е посебна приказна. Оти од духовност преживува. Така е. Значи, ќе разговараме на овие теми, чисто сега се надоврзав на околу Facebook, на работите кои може да се случуваат. Значи, секој човек ни е потребен. Потребен ни е за да направиме математичка прогресија и од нашата држава да направиме нешто што е најуспешно. Избориме на овие теми. Тука ни е Сања, поведе Сања. Јас сум Сања Милошевска, студент на Кадржен факултет при крај. Читател на книгите на Ниче, негов фан, он ми е идол. Тоа е. Благодарам, ти си жива и здрава. Ајде да те мажиме со Никола па да играме на свака. Да, има време. Ова ни е Ангела, најмлад писател овде, кај нас, има едно дело издадено, сега второто, правев рецензија, читав, многу сум задоволена втората книга, е јавно да ја пофалам, изненаден сум. Према годините, она што го направила е браво. Значи, некој не може го направи ни на мои години, секоја чест, браво. Повели Ангела. И јас сакам да се заблагодарам што сум дел од оваа дружба и да се заблагодарам заради тоа што ме поканив. Како што кажа, писател сум, имаме повеќе професии, меѓутоа пишувањето е можеби причината поради која што јас и Ниче сме се сретнале. Ниче е еден од луѓето кои што сметам дека се најизреализирани и на професионален и на емоционален план. Еден од најконструктивните личности, така што затоа и сум го избрала за рецензент. Од секогаш од дете сум поседувала висок степен на креативност и таа креативност можеше да се искористи некако, па можеби затоа и пишувам така необични текстови. Тоа би било тоа за делото. Како што кажа, Маскенбал е мојата прва книга. Таа е со наслов кој што го опишува нашето општество, со оглед на тоа што сметам дека многу од луѓето не се искрени и е напишана со цел тој Маскенбал да заврши. А оваа втора книга се вика Грешница од Југославија и со малку поинаква тематика. Ќе издавам во октомври. Здравје, па поканати сте на промоција. Многу интересен заплет има и кулминација, многу интересна книга. Секоја чест, уште еднаш. Браво. Со среќа. И со среќа, да. Се фатила во коштец со многу предизвикни така теми кои што се предизвика. Да, имам богат психички живот, како што кажа, висок степен на креативност и на тој начин само напред. Значи мора и да пишува нешто од времето кога не живеела, не била родена, така да мора да бара информации и тоа е многу интересно, специфично гледа во книгите, што дури јас не сум бил роден, значи мора да ги бара на интернет тие информации за да може нормално да биде тоа реално и да биде изворно напишано. Не, всушност јас го пишував тоа без да ги користам историски податоците, меѓутоа потоа морав да го истражувам се за тоа и да проверам, бидејќи да сепак потребно е тоа да биде реално и да се вклопува со историјата. Инаку 2011 бев прва во Македонија по историја, така да може би е таму некои податоци. Браво, браво Ангела, браво. Одлично, ќе ти дојдеме сите на промоција. До Ангела е Елена. Елена ни е дипломиран економиста, спортиста, тоа морам да потенцирам. Поранешен, мислам, се занимав околу 8 години со ракоме,
професионално, сега откако дипломирав на економски факултет, работам веќе 8 месеци во банка. Инаку сум голем фан на Ниче Димовски, мислам дека ја шири многу позитивната енергија што мислам дека во моментов не е многу потребна. Сметам дека психолошкиот момент кај човекот и енергијата е најбитното нешто за остварување на било што. Точно. Значи најбитно е да имаш смирение. Значи е вака, уживаме се, си разговараме, значи целта, крајната цел на човечкиот живот е целосно психофизичко исполнување. Значи да имаш смирение, да немаш ништо да ти извади од колоса. Замислете се и да влезе тука мечка, која осети енергијата, значи нема агресија, ќе си дзирне, не има за јадење, нема за јадење, ако нема ќе си излезе, ќе си отиде. Значи, се енергија и значи вибрација со одредена фреквенција. Значи, крајната цел е да имаш смирение. Зошто луѓе одат монаси по 10, 20, 30 години се монаси? Тој има толку смирение, читав една многу интересна приказка. Зимово бев изненаден. Значи, син на еден многу богат човек и не можел никако да го оправи и пошол во еден манастир и му рекол на првиот човек во манастирот, на најмудриот монах, вели мора да направиш нешто, иначе ќе го изгубам синот. Вика, па прати го, вика, ќе пробам ја што можам. И кога дошол овој, му рекол, овој ми е најбрзиот самурај. Ќе седнете на маса сега и вика, ќе имате смирение, ќе се сконцентрирате, да знаеш, вика, може да те убие веднаш. И така, приказната е многу интересна и овој кога се соочил, кога сватил дека ќе умре, значи тоа се веќе неколку мигови, минути, дека ќе умре, тогаш сватил и тоа нешто креирало, значи еден момент може да ти креира нешто што целиот живот после ќе ти го промени животот. И тој, а монахов, другиот, значи бил смирен, а му кажал овој, вели тој нема да те убие, бидејќи не сега да те убие, но да знаеш, вели, а им дал загадка да ја решат. И овој вели, ако те фати паника, многу едноставно, стравот ќе ти го блокира мозокот и нема да можеш да го решиш. Ако не, вика, ќе ја решиш. Ако не ја решиш, вика, ќе ти ја скине главата. Епа сега вика размисли. И тој толку прво се исплашил, потоа рекол, го вратил филмот и сватил дека не треба да се плаши. И полека дошол до решение и кога издавал од манастирот, значи бил продуховен како монаси што биле по 10 години во манастирот. Значи, кога се соочил со смртта, сватил дека тој може да умре, нема да излезе веќе од таа просторија. И веќе кога се вратил дома, биле изненадени за тоа што се вратил веќе со друг лик, со друг сјај во очите. Така да кога се соочуваме со смртта, се случуваат многу работи, но најбитното е смирение. Значи да имаш одно смирение, да не може ништо да те извади од колоса. Ангелина ја знаеме сите. Ангелина си ја сакаме многу, цела држава има напишано близу 40 дела без малце. Значи веќе е во 90-та деценија. Значи она не е стара, е во поодминати години, така? Повели. Ќе правам 85 години, ама не ги чувствувам. Да. Немам никакви пораки ништо, а живеем како студент. Правам колку што сакам, читам вести, слушам, пишувам, издавам книги, 37. А многу касно почнав изгледа заради тоа. Морам уште касно да живеам, за да површам работа. Не сум можна на половина, не знам как. И сакам само да ви кажам, дека последните месеци, не, ама години, многу се нервирам со тоа што некако болно ги доживувам сите тие обвинувања, негирања и затоа во новата книга што сега ја пишувам, нека не негираат. Тоа што не постои, не може да се негира, не може да се оспорува. Значи, постоиме. Што ми е гале, што тоа го прават со нас, ние си постоиме. Прашањето е за таа нова книга и јас се надевам дека
до крајот на месецов ќе направиме една голема промоција во музејот во борбата за македонски народ. Книгата се вика Македонски раритети и раритетни македонци. Од Филип II до Жан Митрев со Филип II кардиохирург. Во книгата пишувам за Скопската котлина, дека мојот сопруг Саша Маркус соработуваше со Циберовски и со Кензо Танга, правеа филмови од урнативите за војската и често собирае материјали во Сеизмолошкиот завод. И еден ден се враќа и вика, Скопје е многу опасно место. Како не ми вика? Колку 100.000 години имат податоци од неолитот и порано. Вика, ја гледаш Скопска Црна Гора и го гледаш родно. Денеска, вика, во институтот беше на цел зид нацртано, како две тупаници од крај в крај на зидот и со една танка линија создадени, мислам поврзани. И кога прашав, што е ова? Тоа е Скопска Гора, тоа е водно. А што е ова цртата? Ништо, тоа е празнина. И вика, замисли, живееме во празнина. Таа танка земјина кора ја чуват тие две пламени. Не смее да се пипа, не смее да се гиба планината, не смее да се гиба земјата, не смее да се гиба водата, не смее да се гиба оганот. А како што гледате, цело време со вода, со оган, со земја, сакат да ме заплаш. Нашата цел, нашата намена е да живееме, да ја сакаме и да се бориме за Македонија. Одлично. Благодарам. Ајде ще Славица, Извинувам дека бегувам. Ја дојдам. Ние имаме разбирање, па Ангелина ни е филозоф. А зашто сме тука да се слушаме сите? Јас секојаш уживам. Повели Славица. Јас дојдам од Прилеп, Пристенска Славица сум. Сум домајчински тип, шијам, покушав да одам на работа, али и затоа се определив на конфекционерство, тој сум како приватник. И па вака имав едни падови во животот, па ниче случајно дојде и како што е напишано. Јас си пишувам поезија. И кога се откажа од болката, дојдоа книгите од Ниче. Толку се восхитив, толку најнаш научив да ја пронајдувам енергијата. Тоа е чудо, јас без болест мислам дека сум болна. А немав фајдено на доктор, нема. А јас душевно бев отсутна фактички. Читајќи ги книгите се спознав себе си, се разбудив. Некоја нишка мене ми фалела во животот. Шо го пронајдов во делата на писател Ниче. И така, упопамтам толку Вистина за вечноста е читав, там сам се разбудив од Нан. Е спроведив 7 денот, пошто бев многу во депресија. И барав одговори. Ми рекоа купија ги другите книги. Станав радознала читајќи го прирачникот и кој прочита Вистина за вечноста, станав. Јас фактички оздравев и затоа напишав, посветена е на тебе, на вас писателе, Ниче Демовски. Благодарам. Заспана во тешкиот сон, слушам чукање на мојата врата. Влези, не можам да станам. Човекот влегува, бара старица, која не може да стане. Гледа младо тело со изгасната душа. Отпазувите на срцето вади книга, Вистина за вечноста. Читај, ќе оздравиш. И јас читам, и читам, добив нозе да станам. Излегов, го погледнав небото, гледам се отвори. И добив крилја и летнав во прегратките на отвореното небо, кое ме чекаше токму мене. Заспаната, мил благороден човеку, ти благодарам што чукна на мојата врата и ми ја подари вистината за вечност. Браво.
Иначе голем патриот на Славица. Да. Значи, пак ќе кажам, независно кој за која политичка и дали е определен за некоја политичка партија, прво треба да се сака земјата. Да. Ако се сака земјата и сакаш оние што се борат за твојата земја, затоа што ако си сакаш земјата, си го сакаш генот, а генот се нашите деца. Така да можеш да сакаш својата земја, можеш да го сакаш својот народ. Ние немаме друга татковина. Слави се не е многу голем патриот, како што кажав. Ти благодарам, повели ако има уште нешто. Не. Да. Завршаваме што за каналци да се одмовиме. Јас се Јајчерка и зошто е јајчерка? Затоа што внатре како жолчката и ова се вади. Ова се фрла, ова не се јаде. И сега ја вадиш само жолчката. Ова се јаде внатре. Еве ја печурката. А ова се фрла, ова се јаде. Ова се јаде горното? Да, ова се јаде. Значи овие се јајчерки. А овие се другите врган, многу убав врган. Многу убав, прекрасен. Вечер ќе имаме вечера со планински врган од најчистото место во Македонија, од Азот, од централниот дел под Јакупица. Овие печурки се иницирани да пораснат пред 20 на дена кога падна дождот. Значи тие од прилика по 20 на дена ако е соодветна температурата преку ноќ растат. И луѓето доаѓаат селаните и ги собираат. Порано имаше толку многу печурки да ова камионче викаат за 2 часа можеш да го наполниш 20 луѓе да го наполнат. Толку многу печурки. Не може да ги дособерат и многу ефтино ги откупуваат. Сега оваа година немаше, овие се втора, трета берба, многу послабо имаше. Ајде вака. Кој сака да ја пешачиме? Кажа се јадат, ама само еднаш, а сега ќе видите како се познаваат дека се отровни. Не, кога ја скинеш, значи стисни ја и таа ќе стане или љакова или модра, или црвена. Супер слика. Се наоѓа полњаче Полноќ може нашите ќе одговараат. Само која ќе може, значи слободно најкини и тоа да го снима. Ево вакви материи умиш. Само што Еве, ќе скинеме една. ова е лошак, после рацете да памтите. И после ќе ја оставиме тука и ќе се види после. Се обични материи, се вакви. Пошто се познава дека отровна. Значи лисичарката остари овој дел. Ова остари, затоа се познава дека отровна. Остави тука и
Да, църквите изгрева да видим. Много интересно. Това е поела за сникане. За гледanje slike. Некој ще има изкуство. Па теката е незгодно. Значи бидете внимателни, провалии се. Гледате кај ќе згазите, не е ништо страшно, но морам да го поманам. Евреинот прво му удира шамар на детето, зашто го скрши грнето џабе, бардачето. Значи внимавајте. Патот е незгоден? Не. Мислам дека Ти треба стапчки. Не знам теренот, не знам како е. Опасен е од Олимп. Види. Не, добро, што си бил на Олимп, ајде. Ајде да не има на кадра. Одете. Не може да отидат, и лево и десно, и да сакаме да се губиме. Тука нема губење. Многу е го. Многу е. Тука ги цела колона стои тука. Може да ја видат. Те биле свежи и ги пробиваат ове над тебе. Пријатели се. Еј, видимо ли Македонија, неколешко славна империја. Денеска падната на колена, оди мои школи што ги описвам. Најсрочни оцениста среди науки да кажат аз бути една. Па А и Б. Нигде ли моли сега името раскрато како да. Да? Снимам.
Силните растрато, да ти го остават на 170-80 км квадратни. Нив да ги молиш да ги научи дека рибата се јаде, дека човекот се раѓа за да се љуби. Петре Темелковски од Плевнешки пари овај, горе цитира Петре Темелковски. Да. Аман бе во ваква шума змии и да сакаш нема. Значи желба да тие нема.
наоѓаме на изборите на Бобуна. Тука сме поголема екипа, скоро 30 на луѓе и денеска ни е многу убав ден. Убаво би било секој македонец да дојде да види какви убави богатства имаме во Македонија. Ова е, мислам дека најубавата вода во Македонија, бидејќи изтекува од највисоката планина, која е наша планина македонска, која не ја делиме со соседните држави. Водава доаѓа од Солунска глава и исклучено се вика Солунска глава, бидејќи од врвот се гледа и Солун кога е веден. Цела Македонија. Дека таму сите ќе сакате да дојдете да видите, кога имаме колони или организирате се сами. Дојдете и видете македонските глави. Да сте живи и здрави. Прво јас ќе кажам или не јас ќе кажам? Ајде, добро. Покажите ми го малку. Не се гледа. Водата е екстремно ладна. Само 5 степени. Ова се изворите на Бабуна на Солунски глава. Многу ладно. Готово. Да, релативно нова. Да, има околу 10.000 години. Да, може, да. Еве баш, ете ги видете како се гора. Ова во зима само вака во Па испод 10 степени се тоа. Тој камерата ми се извеси. Ама не, ја уклучив пак. Сакаш да одиме натаму и ајте? Успеав. Има сезон. Ај, брате. Сакаш, оди. Значи, намамо екстремно. Јас нема да идам ниче, зашо не гледам ништо. Ај засвети малце сталактитите да ги снима. Така. Која разлика има? Добре. Значи како се живеело. Ова е права авантура. И јас идам за тебе. Јас се враќам од мене Милан, тоа што ладно. Не. Да. Ако можеш да снимаш... Снимам цело време како се смирам. Оди, ај ќе пробам да стојам. Да. Ај светнете ми само. Овде е многу јака пробалија, ма интересно е со камерава да не камера. Вака убаво фаќам сега, не можам, многу ми се... Не, јас не сум фаќам. Се враќаме ние луѓе, нека одат.
Посебно ми е драго што се собравме вака во толка број. Сите што беа поканети дојдовте, дури дојдоа и некои други луѓе што не беа поканети, многу ви благодарам. Посебно ми е чест што тука меѓу нас се луѓето кои според кои е напишана книгата и според кои ќе се прави сценарио за филм кој ќе се снима во Холивуд. Имаме таму веќе наши луѓе македонци кои се школува, се образува, дојдоа на едно ниво кај што можеме да направиме нешто многу интересно за Македонија. Приказната е не секојдневна. Книгата ќе излезе за неколку месеци, ќе имате можност да ја прочитате. Интересно е тоа што животната сторија е земена од еден наш македонец. Тој е тука меѓу нас, тој е господинот Тазманов. Посебно ми е драго што е со нас, еве денеска бевме на водопадите на Бабуна, на Солунска глава, бевме на изворот, пештерата, не дружеше со нас и многу со задоволство и многу убаво си поминавме. Исто така е и главниот женски лик кој е во книгата, тука ни е Елена, значи земени се карактерните особини од една личност македонка наша. Така да комплетни сме во тој дел за и спремни за нешто многу интересно, нешто не секојдневно. Приказната дел сте прочитале на Facebook што има, да не ви објаснувам, ви кажував ноќеска кога лежевме, кога гледавме звездите, ви кажував нешто многу убаво. Животната сторија на господинот Тазманов. Сега тој ќе ни каже изворно, да чуете, бидејќи е многу убаво. Повели брат. Ви благодарам пред се на тебе, Ниша. Навистина, не знам со што заслужив да правиш книга со мојот лик, да речем. Барем така видиш, не сум прочитал. Животната сторија. Ти ми ја кажа, брат, ја не сум крив, ти ми ја кажа и беше многу толку убаво што јас не можев да не направам. Јас почнав како млад човек да работам во Интекс, меѓутоа сакав во животот да успеам и се трудев. Навистина, учев колку што можев и колку што ми беа можностите и се обидов преку конкурс некој во Америчка амбасада и во Словенска во тоа време 89 година да добијам стипендија и да се дошколувам во Америка. Иначе имав економски факултет, меѓутоа знаев дека само со економски факултет, како економски, не можам ништо да постигнам, односно можам да постигнам некој просек, меѓутоа сакам да направам нешто повеќе и добив шанса да студирам во Америка. Не избра мене и уште двајца други за маркетинг, мене ми избра за маркетинг во областа на памукот. Ја имав аплицирано за таа тема и се школа во Lubbock, Texas Tech University. И таму на тој факултет студира американци, меѓутоа студира и луѓе од Пакистан, од Индија, од Египет, од Турција, значи од земји каде што памукот е главна гранка на производство и каде што е развиена текстилната индустрија. Посебно пакистанци имаше многу и Тексас како Тексас е таков, иако американците не се за демократија, расната работа си е се уште таму, значи расната дискриминација, да не кажам. Не сака уопште да ги комуницират пакистанците и индиците, бидејќи се обоени. А јас, нели, од неврзаните земји, тогаш Југославија Многу студенти имаше тука. Да. И јас си комуницирав и со нив, ги почитував многу, и со американците се дружев, и со другите. Меѓутоа им правев голема чест, седнав со нив, ги поканував некојаш заедно идевме на ручек, на вечера и така. И они тоа некако го примија како да ви кажам, многу пријателски однос. И кога ги завршивме студиите, сите се вративме назад во своите земји и они ми упатија покана да ги посетам во Пакистан. Имаше многу јаки луѓе, многу богати пакистанци, но ја не бев свесен дека тие се толку богати и толку моќни луѓе. И кога отидовме во Карачи след тоа, ме дочека, ја се зачудив, мислам, на посебен излез, со посебна кола, со пратња, со све. И отидовме за Мултан после тоа. И таму, во фабриката кај што ме дочека, од каде што покасно и купував предиво,
како да ви кажам, тоа што ми го приредија, невообичаено. Значи, целите улици беа со памук, и граниран памук, направени, и сите што беа таму со цвеќиња, да ви кажам, тоа беше чудесно нешто. И навистина ми направи еден таков пријателски однос. Многу е скромен, значи луѓето фрлале цветови, вработерите. Да, брат, имам и јас слики, не знам што ми се тоа случува. имам и оние гердани, нели, со цвеќи и со све. Да, голема чест ми направија, не знам зошто, ја бев тоаш многу млад и, да речам, неискусен во тоа време уште. Меѓутоа, тоа многу ми помогна, ми дадоа многу добри услови за купување на предиво. Јас го купував предивото таму на 180 дена по ненормално ниски цени. Од берзанската цена за најмалце 10 до 15% пониски цени ми дава. Тоа многу ми помогна во животот да успеам. Со таквите ниски цени на репроматеријалот бев многу конкурентен на америчкиот пазар, а јас работев извоз Америка. И влегов во една комбинација да го искористам сето тоа што ми се пружа. Имав и знаење, и пријатели, и почнав за прв пат од Македонија да извезуваме пун извоз. Секогаш Македонија лон работела и ден денеска работи лон. Пун извоз никој не работел. И така почнав да го купувам предивото во Пакистан, бидејќи тука немаше добра доработка, го носе во Турција, таму го доработував предивото, го плетев, го боев, го носе во Македонија. Земја на потеклото согласно америчките закони е земјата каде што се шие и го користев тој моментум бидејќи Македонија беше ослободена од квоти и од контингенти. Како мала земја, американците сака да ни помогнат на целата држава, нели? Да не ни воведуваат контингенти и јас имав слободен прилаз на америчкиот пазар, посебно во тие базик артикли кај што овие пакистанците, кинезите, индиците не сакаат да ги користат своите контингенти, ме пречено може да правам големи разлики во цена, бидејќи тука бев многу конкурентен и направивме навистина многу добар бизнис, посебно со Walmart. Работев за една голема компанија во Америка, каде што испорачува женски спавачи и пижами. Нешто што остануваше, може би некој од вас некојаш да ја ги носел, да сте купувале на македонскиот пазар, ма тоа беа остатоците од 2 до 3%. Иначе работевме по некој 250.000 комада, секој месец се извезува, со 20 контейнера, секој месец се извезува тука за Америка. И така почна 95-та година, да речам, тој голема експанзија на извозот. До 2005 година, 10 години, се правеше огромен обрт, $20 милиона годишно. 2000 година мојата компанија беше избрана од Walmart за најдобар добавувач во светот. Тоа е најголемиот мој успех во животот. Тоа е стварно чудо, бидејќи Walmart е компанија, за ваша информација, која има годишен обрт од некои $360 милиарди. Можете да замислите за каква компанија. Само во Соединетите Американски држави има 3000 стоковни куќи. Значи, таа е број еден компанија во светот. Се спомиња во сите книги на економски факултет за маркетинг и така натака. Меѓутоа, нели, тешко се приоѓа на такви фирми, тешко се доаѓа да влезеш воопшто. Меѓутоа, со знаење, кои ќе те осетат дека знаеш, те прифаќаат. Треба знаење, посебно ако ја знаеш нивната америчка приказна и ако видат дека зборуваат со човек што знае како тоа да го произведе, да го направи, да го даде така како што сакат на време и така. Во животот успеав, да речам, направив и пријатели, и пари, и све. Браво. Ето, тоа е на кратко мојата животна приказна како сум успел. А после 2001 година влегов во Бетон Скопје со делот вишокот на пари што ги имав и го купив Бетон во очена ситуација. Тогаш беше со огромни долгови, 12 милиона евра имаше долгови Бетон кога го купив. А кога го продадов во 2007 година го продадов без нула долгови.
И новиот собственик Минчо баш ми даде и сребрена медаља. 6 месеца после искачањето од бетон, значи, кога видоа што све сум направил и како сум направил, значи, немало никогаш злоупотреба на функцијата. Иако сум имал и јас од 2003 година своја градежна фирма, никогаш немало никакви малверзации, работи. Никогаш. Ја бетон сум купувал не од Бетон Скопје, сум купувал, знае, од други. Од Гранит, од АБ Бетон, од Цементар, ама од Бетон Скопје никогаш. Бидејќи, знаете, да го платиш и најскапо, ќе мисля дека е нешто малверзација. И така. Сега сам настал, си работам. 2005 година се откажав од текстилниот бизнис. Едната фабрика во Берово им ја поклонив на работниците, тоа е едини човек што... Стварно забавно. Прашате ги, ден денеска работи во Берово фабриката, а другите две фабрики ги продадов. Во Кочани и во Виница имав 1500 вработени. Еден период од 2001 до 2005 година бев најголем работодавач во Македонија, 2800 вработени имав. Бетон имаше 1350 и плюс имав текстилни работници 1500. Така да, тоа беше на машинерија, многу напорен пат беше. Меѓутоа, све супер се завршило и сите се среќни и задоволни. Многу е интересно што уште како студент господинот Османов имал сон, ова што го кажам. Што тој верувал и секогаш си велел, јас морам да бидам еден од 5 најуспешни. Како студент. Да. Потоа исто и за во бизнисот. Но многу е пресудно тоа што нема предразсуди. Тоа е бидејќи сум играл кошарка и сум знал дека прва петорка е таа што игра, други и секогаш сум сакал да бидам у првите 5. Викам, ако бидам доктор, треба да бидам у првите 5. Ако бидам инженер, треба да бидам у првите 5. Ако бидам у некој бизнис, треба да бидам у првите 5. Бидејќи ако не си у првите 5, си просек. И јас не се задоволував никогаш со просек, сакам да бидам успешен. Тоа е бит, да имаш сон да направиш. Сонот успешен. Треба цел да си поставите. Знаете, идејата и сонот и целта и треба да работиш на тоа. Не може, тоа не доаѓа само од сон. Треба да се работи. Да, ама треба да имаш љубов. Замислете колку љубов посветил на пакистанецот. Никој не го дружел, тој навечер на забави со него, виделе американци дека тој го дружи, бидејќи тој е многу човечен, го прифатиле и него. За да се дружи со Османов, треба да го прифати пакистанецот. И така се случило нешто многу интересно. Иначе тој ќе се откажал од универзитет, тој ќе се вратил во Пакистан. Така му бил толку задоволен што неговиот студент ги завршил студиите и рекол, значи, ако не бил господинот Зоран Османов, синот никогаш нема да заврши. Тој рекол, ние сме му должни, сакам да му вратиме. А Османов не ни знаел дека тие се толку богати, неколку села работеле за нив, 4000 вработени. Неколку села, памукот, тоа мултан една цела област е тоа, работеа за нивната гранирница, сите беа вработени во нивните фабрики, значи ткачници, предилници, плетилни, значи тоа е огромна индустрија. А момчето било скромно, не се фалало дека е богат. Не ни предпоставува. И замите се сега, испратил љубов, дал љубов Османов. А таа љубов после неколку години му се вратила многу струко. Значи, кога нешто правиш со љубов, се врати со љубов. Баш така. Луѓето, значи, во некој случај, знаете, ќе направите добро, препознале во вас. Ќе заборават тоа. Јас имам многу пати сум правил за други луѓе многу добри работи. Тоа се заборавува, дури со лошо ми ја враќано главно. Во Македонија така се дешава. Лошото се памти секој, доброто се заборава. Али ова вреди за се. Ова стварно беше возвратено до максимум, да ви кажам, и тоа ми беше одскочна даска за мојот успех. Значи, да немав таа сигурност на таква испорака со толку ниски цени и така натака, може би никогаш немаше да се осудам да правам такви комбинации за извоз со готов производ и тоа. Значи, имав огромни разлики, што ми даваше комоција да влезам во тие ризици, што после се воспостави дека е многу добро.
Љубовта победила. Благодарам многу. Ќе седнеме да ручаме, имаме манастирско графче и пастрански Среќа немаме манастирско маче, се е отворено рибата на маса. Може има и манастирско маче. Благодарам уште еднаш.